Здраво и добро дојдовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе ги разгледаме општите својства на цитокините. Значи, уште во претходното видео спомнавме дека цитокините се протеински молекули создадени од страна на имуните клетки како одговор на стимулација од антигени, или кои потекнуваат најчесто од некои патогени организми. Нормално стимулацијата може да биде и од други цитокини. Добре, значи може да биде стимулација од цитокини, од некои си антигени, и оваа имуна клетка ќе почне да создава цитокини, така кои ќе ги излачи во околната средина, каде што овие цитокини сега ќе бидат одговорни за да го посредуваат и регулираат имуниот одговор. Иако постојат голем број на различни цитокини, сите цитокини имаат некои општи карактеристики, односно својства кои ќе ги разгледаме во ова видео. Во ред, прва карактеристика која ќе ја разгледаме е дека цитокинската секреција е краток, самоограничувачки настан. Што се мисли со ова? Да речеме дека овдека имаме одредена имуна клетка. Таа имуна клетка ги нема цитокините спремни на готовост. Односно, цитокините не се наоѓаат овдека во цитоплазмата и да чекаат само некаков си сигнал па да бидат ослободени. Значи, тие кога ќе го добијат сигналот имуните клетки, тогаш започнуваат со создавање на цитокини. А кога ќе бидат создадени, тие рапидно ќе се ослободат. Односно, да видиме тоа како би изгледало. Значи, имаме некоја си сигнална молекула, која, ева, ќе направиме, се врзува со дадениот рецептор. Имаме низа молекуларни чекори, каде што ќе добиеме одреден транскрипцијски фактор. Тој транскрипцијски фактор ќе навлезе во јадрото, каде што ќе зголеми експресија на соодветниот ген, така кој го прави потребниот цитокин. Ќе добиеме месенџер RNA, која е за соодветниот цитокин, ќе се прикачат рибозоми овдека и ќе почне да се создава, нели, цитокинот, и тој кој ќе се создаде рапидно ќе се ослободи, нели, од клетката. Вред. Но, ова нема да трае за секогаш, бидејќи транскрипцијскиот фактор со тек на време ќе деградира, така, и исто така нема да се создава нов, бидејќи за постојано создавање треба постојано да стигаат сигнали. Така, нема постојано стигаат, транскрипцијскиот фактор што веќе бил тука ќе деградира со тек на време, ќе се откачи од генот кој го стимулирал. Исто така, месенџер RNA, која се наоѓа дали во цитоплазмата, нема да остане тука за секогаш и таа ќе деградира со тек на време. Така што после некое време ќе прекине создавањето на цитокини. Сега ќе разгледаме низа својства кои се на некој си начин поврзани, а тоа се плеотропност, редундантност, антагонизам, синергизам и каскадна индукција. Првично ќе објасниме што значи плеотропност. Во ред, тука имаме клетки од имуниот систем и битното е дека овие се различни видови на клетки. Можеме да речеме дека првата е лимфоцит, втората е еозинофил, трета базофил и така натаму. Не е битно, битно е дека се различни. Сега, плеотропност се однесува на способноста на даден цитокин, например интерлеукин кец, не е битно, сега го земам само како пример, да действува врз различни видови на клетки. Значи, интерлеукин кец може да действува, ќе земеме со некоја друга боја, и врз зелениве, и врз светлозелени, односно жолтиве, и врз виолетовите, и врз розевите клетки. Така, значи не е ограничен на еден вид клетка. Во ред, и ова, иако е прилично добро за имуниот систем, многу тежно ако сакаме да даваме некаков си вид на терапија. Например, ти сакаш да ја стимулираш оваа што е темно зелена и, например, ќе си речеш, ќе додадам цитокин кој ќе действува само врз нејзе. Но тоа е многу тешко, бидејќи например го додаваш цитокинот и тој наместо да действува само на нејзе, он действува на многу видови клетки. Вред, значи тоа е способноста на плеотропност, односно својството на плеотропност на цитокините. Да действуваат врз различни видови клетки, да не бидат специфични само за одреден вид клетка. И интересно е дури дека не само што може даден цитокин да действува врз различни видови клетки, него може да потикне различен одговор кај различните клетки. Например, кај зелената потикнува некаков си одговор X, така кај оваа потикнува некаков си одговор Y.
Значи не мора секогаш да потикне исто дејство кај клетката врз која дејствува. Наредно е својството на редундантност, што значи дека имаме два или повеќе цитокини кои дејствуваат врз ист вид на клетка и при тоа посредуваат исти или сличен функционален ефект. Да речеме дека интерлеукин 2 и 3 сите можат да дејствуваат врз виолетовава клетка и при тоа сите 3 го посредуваат истиот функционален ефект. Например, ја тераат клеткава да прави нешто си, кој ќе речеме дека некое си действие X. Вред, сите 3 ја тераат да го прави действието X. Значи тоа е редундантност. Дека имаме на некој си начин, кога замисли си кола и дека имаш 3 педали за кочење. Вред. Иако една би ја завршила работата, имаш 3, кој имаш повеќе. И ова е прилично корисно, бидејќи на пример имаш мутација, на пример на даден ген, и го немаш на пример овој цитокин. Вред. Се уште имаш други цитокини кои ќе натераат клеткава да го врши действието X. Значи, иако имаш мутација на едниот, имаш други кои ќе можат повторно да натераат клетката да го врши действието X. Значи, тоа беше редундантност. Наредно својство кој ќе го разгледаме е антагонизам. И тоа е кога имаш одредени цитокини кои имаат спротивни дејства, односно се антагонисти еден на друг. Например, имаме интерлеукин 4 и имаме интерлеукин 5. Каде што интерлеукин 4, да речеме дека ја зголемува активноста или пак ја активира даденава клетка, тоа ќе го репрезентираме со плюс, тоа дека, например, интерлеукин 5 ја намалува активноста. И тогашка би рекле дека овие два цитокини се антагонисти еден на друг. Значи тоа е антагонизам. Следно е синергизам. Тоа е кога имаме одредени цитокини, да речеме интерлеукин 6 и интерлеукин 7, кои што да речеме дека сами по себе, например, ја зголемуваат активноста на клеткава за 30%. Вред, например, и интерлеукин 7 и интерлеукин 6 тоа го прави. Но, можат да дејствуваат заедно, така што активноста нема да се зголеми за 30%, него да речеме дека ќе се зголеми за 70%. Бидејќи заедно имаат синергистички ефект, дејствуваат многу посилно него ако би дејствувале самостојно. Значи тоа е синергизам и за крај имаме каскадна индукција. Тоа е кога стимулацијата на одреден цитокин, да речеме интерлеукин 10, индуцира создавање на цитокини од клетката. Така и оваа клетка сега почнува да продуцира, например, интерлеукин 9 цитокин. Тоа е каскадна индукција, каде што еден цитокин стимулира клетката да продуцира други цитокини или пак да продуцира цитокини општо. Ова можеби ќе види исто така интерлеукин 10. Така, не е битно. Значи, ова е каскадна индукција. Наредна карактеристика е местото на дејствување цитокинот. Некои цитокини дејствуваат автокрино, односно дејствуваат на самата клетка која ги создала. Некои цитокини дејствуваат паракрино, односно дејствуваат на клетките соседи. Некои клетки дејствуваат на некои клетки кои се многу подалеку. Така, значи цитокините влегуваат во циркулацијата, патуваат подалеку и стигнуваат до некоја си клетка која го има соодветниот рецептор. И ова го спомнавме во претходното видео. Во ред, сега ќе видиме колку е всушност висок афинитетот на цитокинскиот рецептор за цитокини. И тоа ќе го видиме индиректно преку константата на дисоциација. Односно, колку е пониска константа на дисоциација, толку е повисок афинитетот. Константата на дисоциација за цитокинскиот рецептор за цитокини е всушност од 10 на минус 10 до 10 на минус 12. И тоа е многу ниска вредност. За споредба, константа на дисоциација на антитела кои се врзуваат за антигени се движеше од 10 на минус 7 до 10 на минус 11. Вред. И ова е всушност за 10 пати пониска константа на дисоциација, односно за 10 пати повисок афинитет. Значи, афинитетот на цитокинските рецептори е многу голем. И поради тоа, на една дадена клетка, обично наоѓаме од 100, така, ава ќе нацртаме на клетка, обично наоѓаме од 100 до 1000 цитокински рецептори, што е релативно мал број. Така, значи нема многу цитокински рецептори, нема потреба да има многу, бидејќи тие имаат многу висок афинитет. Значи имаме од околу 100 до 1000 рецептори на клетка. Зошто имаме толку мал број? Бидејќи имаат многу висок афинитет, односно многу ниска константа на дисоциација.
И интересно е дека кога една клетка ќе биде например стимулирана од страна на антиген, да речеме дека тоа е Т или Б клетка, таа ќе го зголеми бројот на цитокински рецептори. Значи да речеме дека овде имаме една лимфоцитна клетка, тоа е Т или Б клетка, ќе речеме дека е Б зашто е попрактично. Значи Б клетка која ќе детектира одреден антиген, така тој антиген да речеме дека ќе се врзе со антитело. Така, и оваа клетка сега ќе го зголеми бројот на цитокински рецептори. Вред, значи кога ќе биде стимулирана од страна на антиген, ќе зголеми бројот цитокински рецептори. Исто така може да биде стимулирана и од други цитокини. Така, значи може да биде стимулирана од цитокини или пак од антиген, и тоа ќе предизвика зголемување на бројот на цитокински рецептори. Во ред, и ова прави еден позитивен фидбек, каде што се прават повеќе цитокини, се прават повеќе цитокински рецептори и едноставно се амплифицира процесот до бескрај. Мислам се додека трае инфекцијата. Со цел побрзо да може имуниот систем да се справи со патогениот организам. Следна карактеристика на цитокините е дека имаат бројни биолошки функции. Значи цитокините главно се создадени од страна на T helper клетките, дендридичните клетки и макрофагите, и они главно служат за создавање, односно покренување на клеточен и хуморален имун одговор, дали е тоа вроден или адаптивен имун систем. Служат за покренување на инфламација, односно воспаление, и во процесот на хематопоеза, или при селекција на клетки и така натаму. И цитокините ова го постигнуваат преку менување на експресијата на клетката, врз која действуваат. Имаме овде одреден цитокин кој се врзува со цитокински рецептор, кој рековме дека има многу висок афинитет за него. Имаме низа реакции каде што се добива транскрипцијски фактор. Тој транскрипцијски фактор ја менува експресијата. Ова беше потребно на пример за клас switching. Така, значи клас switching кај Б клетките беше потребно за одредување на Т субпопулации. Беше потребно за цитоскелетно реорганизирање, така, значи цитоскелет, се создава интегрини на површината на клетките, мислам се зголемуваше експресијата, што ќе овоземе можеше овие клетки да се движат некаде и така. Значи имаат многу функции кои се поврзани со промена на експресијата на гените врз клетката врз која делуваат. Сега овој процес нормално мора да биде регулиран, мораме да имаме некаков негативен фидбек, бидејќи претходно спомнавме дека имаме позитивен фидбек, каде што всушност што повеќе цитокини имаш, толку се повеќе цитокини се прават. Така, зашто цитокини стимулираат создавање на уште повеќе цитокини и повеќе цитокински рецептори. Така што мора некако да биде ова регулирано. Нормално на молекуларно ниво тоа е многу комплицирано како е регулирано, но во општи црти, така, општи црти е на следниот начин. Значи, транскрипцијските фактори ќе зголемат експресија на дадени гени, кои ќе извршат одредена функција, но исто така зголемуваат експресија на некои си инхибиторни гени, така што се создаваат одредени протеини кои им пречат на киназите, така, некаде во овие молекуларни патишта, за да се добие транскрипцијскиот фактор, дека има доста кинази кои активираат одредени протеини. Така, ова го зборевме кога зборевме таму за Т клеточна активација, Б клеточна активација и така натаму. Значи имавме кинази кои активира наредни чекори, наредни протеини. Овдека се прават протеини кои ќе ги врзат тие кинази. Се прават фосфатази. Така, фосфатази кои всушност го прават спротивното од киназите, така, дефосфорилираат. Исто така ќе се јават гени кои ќе ги инхибираат транскрипцијските фактори. Се прават лажни цитокински рецептори. Значи, ако ова е нормален цитокински рецептор, ќе се направи цитокински рецептор кој на некој си начин не оди никаде. Така, значи, само е прикачен, за да ги прикачи цитокините, али не праќа никаков сигнал. Така, значи, има протеини кои блокираат кинази, има фосфатази, има протеини кои блокираат транскрипцијски фактори, има лажни цитокински рецептори. Значи, има многу начини на кои имаме негативна контрола за овој процес на позитивен фидбек, така, цитокинска амплификација да не отера до бескрај. Сега ќе направиме една функционална подолба на цитокините, каде што секој од овие подточки ќе разгледаме детално во некое си наредно видео.
Вправично, цитокините можеме да ги поделиме на медиатори и регулатори на вроден имун систем. И овие цитокини ќе бидат главно излачени од страна на макрофаги, макрофаги и НК клетки. Ќе имаме медиатори и регулатори на адаптивен имун систем од страна на Т клетките главно и стимулатори на хематопоезани или клетки кои се наоѓаат на стромата на коскената срцевина, односно стромалните клетки и некои лимфоцити. Значи сега само некои слики да поминеме како кратко подсетување. Плеотропност дека даден цитокин действува врз различни видови на клетки и при тоа има и различни биолошки ефекти врз истите. Имавме redundancy, односно редундантност, каде што имаме повеќе цитокини кои действуваат врз иста клетка и при тоа имаат исти ефект. Вред, значи интерлeukin 2, 4 и 5, сите действуваат врз Б клетката и сите даваат пролиферација. Синергија, кога одредени цитокини действуваат заедно и имаат посилен ефект или имаат некој заеднички ефект кој самостојно би го немале. И антагонизам каде што имаат спротивно дејство, едно прави едно, другиот прави друго и си пречат едни с други. И имавме каскадна реакција, каскадна индукција, каде што имаме например активирана T helper клетка која прави интерферон гама, тоа действува врз макрофаг прави интерлeukin 12, тоа действува врз активирана T helper клетка, и onda сега прави интерферон гама, TNF, интерлeukin 2 и други цитокини. Значи едно врз друго врз трето и четврто действува така, каскада. И овде имаме само една слика колку да увидите комплексноста така на сите овие цитокински интеракции помеѓу различни така клетки на имуниот систем. Имаме огромен број цитокини, можете да си разгледате на интернет сите цитокини кои до сега се откриени, врз што действуваат, бејќи овие не се сите овде што ги гледате. Овие се само дел. Така. И тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте што ново. Се видиме во наредното видео, каде што ќе збориме за цитокински рецептори. Така да видиме кои се овие рецептори кои имаат толку висок афинитет. Довидување.